почитувани медиуми и почитувани присутни, почитувана председателка на Сојузот на Сдружение на пензионери. Навистина ми представува голема чест што сум денес тука, бидејќи беше присутен целиот управен одбор на Сојузот на пензионери. Со дел од нив веќе и разговаравме во рамки на социјалниот диалог кој што се одвиваше во владата, а се со цел да дојдеме до методологија за пресметување на пензиите, која што ќе овозможи пораст на пензиите и која што ќе овозможи без никакви дополнителни влијанија зголемување на пензиите во сите наредни години. Во оваа прилика сакам да нагласам дека соработката со Сојузот на Сдруженијата на пензионери како со сите релевантни општествени чинители за нас како влада е од голема важност, бидејќи заедно во консултации со нив ги носиме одлуките. Секогаш таквите одлуки се многу подобри отколку одлуките кога се носат еднострано. Она што го ветивме низ овој диалог и подкрепено со аргументи, ние го реализираме во најбрз можен рок. За тоа говорат и делата, а денес слушнав и други конструктивни предлози, како што кажа председателката, кои се од интерес на пензионерите и истите со ресорните министерства ќе бидат разгледани. Минатата недела, токму преку овој отворен диалог, обезбедивме континуиран раст на пензиите, а со тоа и на животниот стандард на пензионерите и квалитетот на нивниот живот. Ние го прифативме моделот на Сојузот на Сдруженија на пензионери кој што го предложија, како нова методологија за континуиран раст на пензиите. Методологијата е работена според швајцарскиот модел, со кој усогласувањето на пензиите ќе се врзе со порастот на трошоците за живот со 50% и со просечната плата, исто така во висина од 50%. Истата е прифатлива за државата и ќе исполниме во целост, а ќе започне да се применува без дополнителни одлагања со септемвриската пензија токму во оваа 2022 година. Дополнително обезбедивме и директна финансиска помош за речиси 330.000 пензионери, кои што ќе добијат по 1000 денари плюс со мартовската, априлската и пензијата во мај. Тоа се дополнителни 3000 денари за овие 3 месеци, кои се исклучително добредојдени во овој период на продлабочена криза. Ова е историско и рекордно зголемување на пензиите, односно пензионерите со просечна пензија која во моментов е 16.300 денари, по завршувањето на финансискиот пакет од по 1000 денари за 3 месеци и со воведувањето на новата методологија од септември па натаму, секој месец ќе имаат просечно по 900 денари плюс на својата сметка. Споредбено, на крајот на 2021 година, пензијата беше просечно 15.876 денари, а на крајот на 2022 година проекциите се дека просечната месечна пензија ќе биде околу 17.300 денари. Во 2022 година за 12 месеци, заедно со директна финансиска помош, во просек пензионерите ќе имаат вкупно годишно повеќе околу 12.000 денари. Тоа се во просек скоро 200 евра повеќе во однос на 2021 година во домашниот буџет на пензионерите. Сето ова се случува во година кога имавме едно од најголемите зголемувања на пензиите досега. Со последното усогласување од 2,9%, кое што беше во јануари годинава, пензионерите имаат зголемување од најмалку 460 денари. Владата предводена од СДСМ и коалиционите партнери докажа дека постојано и во континуитет се грижи нашите пензионери да ги имаат достоинствените услови за живот во нивните пензионерски денови, за пристоен и мирен живот. Пензионерите за време на целиот свој професионален ангажман вложуваат и придонесуваат за нашата држава. Нам ни е ред да возвратиме за тој нивен придонес. Низ диалог за речиси 330.000 пензионери решивме да преземеме одговорност и да создадеме систем според кој пензионерите ќе имаат сигурност, известност и покачување на пензиите секоја наредна година. Сега имаме трајна и одржлива методологија, која што нема да зависи од нечија политичка волја или од тоа дали ќе има избори. Имаме квалитетно решение со кое пензионерите ќе добијат повисоки пензии. Исто така, граѓаните да бидат спокојни, пензискиот фонд е стабилен и тоа е резултат на добрите економски политики на владата, успешното менаџирање на фондот и креирањето на резерви. Исто така, ова се должи и на зголемената наплата на приходи и придонеси во 2021 година од страна на Управата за јавни приходи, како и на очекуваниот пораст на вработеноста и дополнителните приходи од придонеси. Сето ова владата го остварува без да ги зголеми стапките за пензиските придонеси, што значи дека нема да има дополнително оптоварување на бизнис секторот.
Уште еднаш упатувам благодарност на сите кои што учествуваа во ова историско решение. На сите пензионери им посакувам здравје, среќни и радосни денови со новите повисоки пензии. Исто така, бидејќи се наоѓаме на ден пред 8 март, кога се слават, односно се честитаат правата кои што жените ги заслужуваат, сметам дека ова е вистинското место на сите пензионерки, односно понежни припаднички на пензионерската популација, да им го честитам 8 март како празник кој што ги слави женските права, а за кои што права тие се најзаслужни, бидејќи целиот свој животен век го посветиле на работа, на школување на нивните деца, на нивното образование и на градењето на оваа држава, која што денеска е членка на НАТО и која што е на чекор до преговори со Европската унија. Ви благодарам.